Една од сезонските теми е секако и исхраната со зеленчук. Топлите денови се во полн ек, па како да се храниме со цел полесно да го абсорбираме она што го внесуваме во себе. Билјана Ристевска ова утро е гостинка, нутриционистката. Добро утро. Добро утро. Која што е редовно гостин во нашите емисии. Светски ден на свежиот зеленчук треба да се консумира во свежа форма или преработа? Секако дека најискористлив сите оние нутритивни квалитети што ги содржи зеленчукот се најискористени дека го конзумираме во свежа и сирова форма. Се понатаму прави или води до намалување на хранливите вредности, најмногу страда при термичка обработка витаминот С кој што го содржи поголем дел од зеленчукот. Што значи тоа преработен зеленчук? Значи термички обработен зеленчук, значи печен зеленчук, значи варен зеленчук. Меѓутоа зеленчукот кој што е замрзнат не значи дека е термички обработен, туку е понекогаш се случува замрзнатиот зеленчук да ги содржи во полна вредност витамините и минералите кои што треба да ги содржи, отколку зеленчукот кој што престојува повеќе или подолго на пазарите. Например, грашакот, кога доколку стои подолго време на пазарите во свежа сирова форма, почнува да губи дел од хранливите материи заради тоа што изложен на топлина и светлина и подолго време стоење на такви услови. Меѓутоа кога е секундарно или брзо замрзнат, веќе ги има сите оние витамини, минерали и хранливи материи кои што ги има при самото берење во моментот на берењето. Од таа причина моја препорака е дека треба се конзумираат овие замрзнати зеленчуци затоа што ги немаме во текот на целата година. Например, сега имаме грашак и боранија на пазарите, меѓутоа во текот на есента и зимата немаме и затоа се препорачува да се земат во ваква форма. Добро, во текот на месеците кога едноставно земјата не дава род, популарни се зимниците, таму се во тој случај се користи зеленчук кој што е обработен на овој или на оној начин. Дали и тој зеленчук го нуди истото нутритивно количество на прехранбени единици кои што ни се потребни како и свежиот? Или не може да се спореди? Никако не се споредува, освен ферментираната храна, што тоа значи киселата зелка, како пробиотска култура во текот на зимскиот период е благодет за телото да се конзумира, заради биокултурите кои што ги содржи се добри за нашиот целокупен дигестивен систем и за целокупното наше здравје. Меѓутоа, ако говориме за пиперка во форма на ајвар, секако дека ги нема ни приближно исто хранливи материи како што ги има свежата сирова пиперка. Затоа да се изнајадеме зеленчук во текот на летниот период, пролетниот и есенскиот, додека го има, додека може да го добиеме во свежа форма. Секако, пазарите сега кај нас нудат многу сезонски зеленчук кој што треба да биде исконзумиран од секој еден. Јас често знам да кажам, нема вишак на зеленчук кој може да го внесете во организамот, односно не сте ограничени во поглед на дневниот внес на зеленчук. Може да комбинирате било кој со било кој зеленчук, играјте си со боите заради тоа што бојата на зеленчукот не е само негова визуелна убавина. Секоја боја говори нешто за зеленчукот. Например, црвената боја изобилува со ликопен и со антиоксиданси. Зелената боја е боја која што носи калциум, која што носи железо, која што носи хлорофил од зеленчукот во нашиот организам. Портокаловата и жолтата боја се оние кои што носат бета-каротени или тоа е предгласникот предводникот на витаминот А. Виолетовата боја пак е боја која што се грижи за содржи голема количина на полифеноли кои што се исто така силен антиоксиданс и се грижат за здравјето на нашиот ум и за здравјето на нашето срце и крвните садови. Понатаму, сите овие зеленчуци треба да бидат исконзумирани на дневна основа, не само кај возрастната популација, туку најрана возраст. И дечињата треба да ги учиме дека треба да конзумираат зеленчук во текот на еден оброк или во текот на еден ден. Ние најчесто знаеме зеленчукот да го користиме како декорација, нели? Како прилог. Кој ќе успее во тоа треба награда да добие кога сме кај дечињата. Посебно брокула, ако понудите кај децата, да, или спанаќ.
знаете, навиките ги даваме ние на нашите деца, ние сме пример, нели, за тоа што тие треба да конзумираат. Провокацијата беше токму овој одговор, да се добие. Како влијае на организмот свежиот зеленчук наспроти преработениот и како организмот реагира кога ќе добие, кога ние ќе му дадеме нели свеж зеленчук или преработен? Организмот секако делува позитивно при внес на сиров зеленчук, од причина што нашето тело се состои од многу биохемиски реакции, природа. И некако ние ќе мора дефинитивно се вратиме кон природата и кон растителната храна, од причина што секојдневно сме атакувани со брза храна и процесирана храна, која што не дава никакви нутритивни квалитети на нашиот организам. Во текот на нашиот живот секако дека конзумираме и термички обработен зеленчук, кој што не е грев да се конзумира. Благодет е тоа што може да биде искористен на повеќе начини, во свежа форма, во форма на супи, чорби, во форма на печен зеленчук, во форма на смутија, па и во форма на десерти некогаш. Зеленчукот, нели, познатото на торта со морков, па понатаму, нели, имаме разноразни сладки добиени, нели, и од цвекло. Треба да се даде, нели, 80 до 90% значење на внесување на сирова форма зеленчук, меѓутоа останатото доколку биде термички обработено на ниска температура, секако дека дава одредени нутритивни карактеристики на нашиот организам. Моја препорака е половина од чинијата да ви биде свеж зеленчук, другото да биде, нели, термички обработена храна која што би исконзумирале во текот на еден оброк. Ке оставиме економијата на страна, цените на зеленчуците и така натаму, тоа е тема за други емисии, за други анализи, но како да се справиме со наездата на увозен зеленчук, каков зеленчук да консумираме, дали локален, дали екзотичен, источен, западен, северен, јужен, каков и да е, дали прскан, дали органски, тоа се прашања кои што вака сублимирани во едно се предмет на анализа, меѓутоа дали може на брзина да ги одговориме? Да почнеме, нели, да произведуваме сами храна, тоа е најважно. Не како индивидуално, нели, меѓутоа и како држава, заради тоа што вратиме на она што го правевме. Заради тоа што ние порано бевме извозници на храна, сега сме увозници на храна, увезуваме голема количина на храна. Најважно е да се конзумира храна од поднебието каде што сте родени, значи не она вие секој што источна, западна или не знам храна која што не ја имаме ние на нашето поднебие. Да стигне храната од Јапонија или од Индија. Точно. И не само додека стигне, ние имаме рецептори во нашиот организам кои што детектираат и реагираат на храна која што е произведена овде, заради тоа што ние сме, нели, генетски растени овде со генерации. И сето тоа е пренесено и на нас, и ние реагираме точно така. Сега вие не може папаја да јадете, нели, да не знаете, односно да не можете да исконзумирате на јаболко од овде. Во поглед на, нели, нутриционистички, здрава храна е едно, и по дефиниција, нели, се тоа што го говориме и од зеленчук е здрава храна, меѓутоа, дали е таа квалитетна и безбедна, останува прашање отворено, нели, за дискусија. Здравата храна не секоја значи квалитетна и безбедна храна. Постои ли начин дома да се справиме ние во наједноставната форма со пестицидите и со останатите средства со кои што се прска храната? Знаеме да ја чуваме, нели, во сода и така натаму. Дали има ефект тоа? Тоа е дискутабилно од проста причина што ние не знаеме со какви пестициди е третирана таа храна. Се мачиме точно. Оставаме храна, нели, да отстои во сода бикарбон или да отстои во јаболков оцет. Да, одредена, нели, одреден дел од пестицидите ќе се растворат во тој медин вие во кој што ќе ставите зеленчукот, меѓутоа има навистина пестициди кои што се нерастворливи и тешко допирливи од, нели, длабоко продираат во плодот. Точно така, и кои што не може да бидат туку така одстранети, а подолгото стоење, нели, во овие медиуми на храната, па по автоматизам ги зема минералите, витамините кои што се растворливи во вода. Така да, нели, некако да го третираме она што ќе го купиме на пазарот, да го измиеме? Да се измие добро, нели, секоја зеленчук или овошје да биде добро измиени, нека отстои во минимално време, нели, некој 10 до 15 минути во сода бикарбона, најчесто го ставаме од причина што таа неутрализира, прави неутрална пеха. И не дека валканиците да ги отстрани површинските. Точно, значи само тоа, дека сме сигурни 100% дека, нели, тој ќе биде отстранет пестицидот од производот, тоа е навистина дискутабилно, пак ќе се навртам заради тоа што не знаеме со какви пестициди. Контролата, морам да напоменам дека е многу важна при третман на овие зеленчуци. Меѓутоа, нели, колку се води грижа и контрола, посебно, нели, за оние увезените, е навистина прашање за
дилема и за дискусија, затоа што кај нас овде не сме нели во ЕУ, некако немаме заштита на, сметам дека доволна заштита за храната која што влегува овде кај нас и затоа често се случуваат нели да се надмине дозата на средства со кои што треба да биде третиран одреден тип на храна, не само на растителната, туку и на храната од животинско потекло, што уште е поопасно по однос на нашето здравје. Кога станува збор за растителната храна, таа е храна која што нели пестицидот со кој што се третира се раствара во вода. Па доколку вашето тело е добро хидрирано, истиот тој пестицид и побрзо ќе биде елиминиран од нашиот организам. Меѓутоа што станува со храната од животинско потекло? Точно, ама тука веќе имаме третман со нели со стероиди, имаме третмани со антибиотска терапија на животните, така да, значи, да се вратиме на производството на храна која што е помалку третирана со хемикали, за да го заштитиме нашиот организам. Заради тоа што внесот на храна од растително потекло, или сега конкретно денешната тема на зеленчук, прави навистина добробит по нашиот организам, заштитува од кардиоваскуларни заболувања, заштитува од појава на диабет тип 2, понатаму се грижи за одредени видови превенција за одреден вид на канцер и растителните влакна кои што се многу значајни за нашиот дигестивен систем, односно за здравјето на нашите црева и на целокупниот метаболизам. Ако добро измиен, дали да го лупиме доматот или да го јадеме така со се лушпа, со се кор, тоа не е лушпа практично, тоа е површинскиот слој на доматот кој што треба да содржи хранливи состојки. Точно, содржи многу хранливи состојки. Препорака е да не се лупи доколку немате гастроинтестинални проблеми, доколку немате проблем со желудокот, со цревата, за здрава популација, не треба да се лупи, меѓутоа треба да биде добро измиен и да го знаете, секогаш јас целам кон тоа да го знаеме производителот на доматите, заради тоа што тие пак се еден вид на зеленчук кој што се третира многу агресивно со хемикали, со химија, за да добие добра црвена боја, вечерва да се случи да видите зелен домат, утредента веќе тој да е да, и да изгледа така. Гладко, правилна форма, така. Значи најчесто се третира доматот за да и побрзо да узре, затоа што поголема количина треба за да се обслужи населението, за да го се задоволи. Па добро, ако прашате на пазарите сите домати се од Шишево, само не знам колку површина има во Шишево. Или струмички или од Шишево, точно така. Добро, што по-неправилна форма, тоа е поздрав доматот, може да заклучиме, нели? Па не само со доматот, значи се јаболкото, ако го видите, она кај што има некој дупче, црвче кај што, значи за да обстане, точно за да обстане некој жив организам во истото, нема хемикалија во самиот производ. Колку дена и како да се чува зеленчукот во домашни услови, дали фреквентно да одиме на пазарите, да броиме секојдневно или може подолго време? Така, зависи од видот на зеленчук, например, и од третманот со кој што се третирани. Сето она што трае пократко, има помалку хемикалија во себе, односно има помалку пестициди. Сето она што, например, вие ако купите домати, ви трае 3 до 4 недели во домашни услови и не ја менува структурата, значи подобро него ни конзумирајте. Затоа препорака 2 пати барем неделно да се врши набавка на свеж и сиров зеленчук. Крставицата, например, може да стои и подолго во фрижидер на плюс 4 степени. Меѓутоа, доматот е тој кој што е најранлив од оваа категорија. Како што напоменав претходно, грашакот и боранијата, доколку се во сирова форма купите сега, па сакате да ги одложите за зимница во текот на зимата, не ги чувајте повеќе од 24 до 48 часа во домашни услови, избланширајте ги во врела вода и замрзнете ги. Компирот, например, има подолг рок на траење, зелката исто така има подолг рок на траење, марулата пократко трае, од 2 до 3 дена треба да биде исконзумирана. Кромидот исто така има подолг век на траење, младиот кромид пократко во секој случај. Ќе паузираме тука со музика пред вестите. Билјана, благодариме што и ова утро бевте со нас. Денеска почнува уште еден пост, тоа беше? Петровденските пост. Тежок е, строг е, ригорозен? Не е колку големите пости, меѓутоа си има свој правило е тој, од денес 16 јуни до здравје Боже 12 јули. Убаво е од време на време да се обидеме, да го испостиме организмот, да си го сочуваме. Благодариме што бевте гости ова утро, се гледаме повторно во следна прилика, се надеваме брзо дека ќе имаме повод и причина. Благодариме уште еднаш.